Здраво, ракови! Ајде да видиме што носи остатокот на годината за вас. Да видиме што се крие во секој месец поединечно, значи ќе започнеме од јули, ќе си одиме со ред, ќе завршиме до декември и ќе дзирнеме во пораките што доаѓаат кон нас. Се разбира, се за вас и ова ќе бидат поголемите нешта што ќе ги спомнеме, по една-две пораки, кратки и меѓутоа оние најважните и оние најголемите, она што треба да го знаеме. Нема да се фокусираме на ситници и на баналности, туку на нешто кое на вистина ќе остави впечаток и нешто ќе значи. Ќе биде различно за сите, јас би сакала вие сите да си ја пронајдете пораката онака како што треба, онака како што се одветствува во вашиот случај, затоа што знаете, јас можеби некогаш ќе речам во љубовта, можеби некогаш ќе спомнам во нешто друго. Но вие обидете се да најдете, ако не ви нема смисла кога ќе речам во љубовта, тоаш може би се крие нешто друго и се однесува на некое друго поле од вашиот живот. Јас би сакала да си ја најдете вие пораката. Ајде сега да не должим и да започнеме со ред. Што доаѓа кон вас во месец јули? Јули месец се случува нешто. Дали како некоја фантастична инспирација, дали како некоја идеја, моќна, креативна, дали како некоја помош и насока. Како и да е, доаѓа нешто која вас ќе ви реши еден голем, долгогодишен проблем. Овој проблем беше навистина голем, ве обземаше, ве правеше проблеми, не ви даваше мир и дури вие сега бевте во ситуација да помислите дека толку ова не се решава, невозможно да се реши. Некој од вас се плашевте дека изгубивте нешто, некој од вас се плашевте дека нешто никогаш нема да се случи. Без разлика како и да било, голем бил проблемот, но сега се случува нешто што ќе ви помогне вие да го решите. Вие самите или некој друг ќе ви помогне како и да е, ова сега ќе се реши. Во јули месец очекувајте решавање на еден голем и тежок за вас проблем. После тоа вие ќе станете посигурни, посрекни, ова ќе ве крене некако, дали и емотивно и ментално и на секој друг начин вас ќе ве крене, ќе ве поткрене, ќе ве однесе многу нагоре, многу чекори нагоре. Дали воопшто во вашата положба, како и да е, важно вие ќе бидете сега многу посамостојни, посигурни. Мислам дека и тие што барате работа на некој начин, некоја вест, некоја информација доаѓа до вас како инспирација, па вие од тука ќе преземете чекори како да ќе аплицирате можеби негде за некоја работа. И ова ќе ви донесе навистина голем успех и финансиски и емотивно, ќе се чувствувате многу задоволни, сигурни и спокојни. Одиме со август. Август месец, нормално, за секој различно, некој од вас ќе сте развиле или ќе развиете некоја токсична врска со некого или со нешто. Во оваа врска со нешто или со некого, вие во мислите немате мир, вие сте фокусирани на нештото. Вие до детали, вие навечер, денски и кога ќе и да помислите, вие го замислувате како треба да биде, како треба да изгледа, до детали, до ситници, до најситните работи. И ова затоа ви велам прераснало во една тешка и токсична врска. Може би сте на другата страна, може би некој друг кон вас го развил сето ова и сега сака буквално да го контролира вашето однесување, вашето облекување, вашето зборување, буквално се до детали и ова веќе е неподносливо. Тоа ќе се случува во август, да речем. Сега, ако пак вие
имате партнер и до сега била таква врската, можеби партнерот бил неподнослив. Меѓутоа, не доаѓа се ова, верувајте, од неговата потреба да контролира или тој едноставно има таков начинот е неподнослив, меѓутоа неговата намера беше да ги изнесе работите на едно да ги направи работите многу подобри, онака како што тој или таа замислува дека треба да бидат, за да бидат совршени и да бидат добри. Не значи дека доаѓаат од лоша мисла и идеја, туку едноставно станале такви, станале неподносливи. Ако се случувало тоа, сега вие овој месец, септември, ќе најдете начин како да си помогнете себе си, како да си подадете рака, како ти работи да се измазнат, да се испеглаат недостатоците, да се потполнат, значи ќе најдете начин како ова нешто да се среди. Кај другите каде што работите си се добри, гледам дека ќе особено втората половина на август ќе уживате, ќе патувате, ќе бидете среќни, спокојни, задоволни, буквално совршенство во домот и во љубовта. Одиме со септември. Септември месец ќе биде вака, ќе кажем ова. Имало нешто во кое вие веќе сте ја изгубиле вербата, дека ќе се случи, дека ќе настане, дека ова е можно да е поврзано со јули месец, нешто што се случуваше во јули и таму нели дојде идејата, дојде начинот за решавање на проблеми. Па во септември ќе дојде и успехот. Кога вие навистина ќе го почувствувате и другите ќе видат како сте вие излегле на крај со тоа што сте добиле, што сте успеале, на голема победа е ова за вас, голем успех, навистина голем успех. Ако не е поврзано со нешто во јули, тогаш нешто доаѓа, нешто на кое сте, кажав, изгубиле вербата, сега доаѓа, се случува, дури и вас ќе ви изненади, затоа што кажав, вие сте изгубили вербата, ви мислите ова не се случува веќе, сега и вас ќе ви изненади. Овде ќе се исполнат нечии желби, вашите очигледно, или пак вие ќе бидете тие што исполнуваат желби, ќе се најдете на нечiji тестамент, ќе се најдете во нечија книга, ќе се најдете во нечија поезија. Нешто ќе се случува кое вас ќе ве направи најсреќни. Значи ова е убавина, ова е нешто прекрасно. Одиме со октомври, месец октомври. Во месец октомври може би се соочувате со некој во семејството, во обкружувањето, пријателите, домот, како и да е, некој кој не се чувствува баш најдобро, меѓутоа не е некоја физичка болка, туку ова е, може би се бори со депресија или со такви некои состојби, анксиозност или разочарување, и вие ќе бидете тие што ќе направите се што можете, очигледно ви значи, па правите се, буквално се што можете да помогнете. Ако сте од другата страна, доаѓа некој буквално како магионичар ќе знае да ги направи работите, да ги каже вистинските нешта, едноставно да во однесе на вистинските места, како и да е, некој како со магија ќе го излечи сето тоа во вас, или пак вие ќе бидете магионичарот и ќе ги излечите. Ќе излечите тагата кај некого. Тоа е во октомври. Ако не се работи ништо околу ова, тоаш гледам дека вие ќе прославувате нечија љубов или вашата љубов, или нечиј успех или вашиот успех. Зашто и да прославувате, ова емотивно вас ве прави многу среќни и вашите најмили ги прави среќни. И октомври во природа, излети,
убави моменти, нешто со тројца, нешто во тројка. Може би ќе добиете тројка. Се може да биде. Значи, ќе прославувате животот воопшто, успесите, радоста. Убав месец, многу убав. Ноември месец пак, во ноември месец повторно се јавува оваа токсична врска, која што споменавме во август. Може би пак нема врска со тоа, е нешто сосема ново. Може би пак внимавајте, за некого од вас може би станува збор за пороци. Може би ќе се навратите на некои пороци што сте ги имале во минатото, може би пак нови се, сосема нови ќе се јават. Внимавајте кога сте обкружени со алкохол, со храна, со други супстанции, внимавајте, затоа што може да биде лошо. Значи, внимавајте. Крајот на ноември доаѓа некоја вест која нема многу да ве израдува. За секого различно, некого во љубовта, некого во домот, некого во кариерата. Нешто ќе ве разочара, нешто ќе ве. Но важно нема да ви израдува нешто веста, не знам зашто. Ке видиме во ноември си имаме, нели ние видеа за секој месец, ке видиме што е. И остана уште декември. Декември месец ќе биде месец каде вие ќе ставите крај на нешто што веќе навистина неподносливо. Ова се расправи, ова се кавги, ова се недоразбирања, ова е малтретирање, ова е мачење, буквално, и овде ќе ставите вие крај. Ова е дефинитивно крај, од ова враќање нема. Друго, декември ќе биде месец каде што јас мислам дека не сте вие, туку некој ваш близок ќе се опоравува и ќе закрепнува од нешто, повреда, болест, како и да е, закрепнува, се опоравува и вие сте тука да помогнете колку можете. Ќе помогнете многу, ќе помогнете доста. Без вас ова немаше ни да биде можно да се направи, да се оздрави, како и да е. Некој ваш близок се обидува да остане на врвот во некоја работа што ја прави. Не му е баш лесно, затоа ако пак имате таков, го гледате како се бори, тогаш немојте да бидете, значи внимавајте, немојте да бидете тој што додава на неговата борба. Или пак ако сте вие тој, исфрлете се што додава на вашата борба. Од прилика, тоа би било тоа што може да се каже. Епа, драги ракови, јас се надавам уживавте и најдавте нешто што ќе ви значи. И до следното видео. Чао, чао!